Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на 24 анализа. Лицата со посебни потреби како да се повторно изиграни од државата. Во очи на верскиот празник Великден, дел од нив добиле решенија дека им се намалуваат бројот на часови на личните асистенти. Тоа значи дека од можните 80 часа на месечно ниво, некои од нив добиле решенија за 20 часа, односно за 30 часа. Па така, дел од овие наши сограѓани кои што полагаат висока доверба во овој механизам, односно во оваа услуга на личен асистент и без која практично и не можат да функционираат, велат дека ова практично ги оневозможува во секојдневното функционирање, како да ги парализира дополнително. Инаку, бараат и дефиниција во Уставот, зашто бидејќи велат дека Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп не е доволна рамка за остварување на нивните права. Вечерва разговараме на оваа тема, а во студиото се Светлана Павлова, личен асистент од Црвениот крст. Павлова, благодарам што прифативте поканата, сте дел од оваа дискусија и дебата. Коце Димов од коалиција Менуваме. Добро вечер и вам, господин Димов. Така. И Суарет Алишан, координатор на коалиција Менуваме. Алишан, добро вечер и вам и благодарам што сте дел од ова издание на Анализа 24. Благодарам на вашето гостопримство. Така, вие не сте прв пат во студиото, за вас двајцата мислам дека сте прв пат, но тоа не менува ништо апсолутно. Еве повторно дојдовме во ситуација вие да се соочите со проблеми и да сакате практично да ги изложите во јавноста. Малку подолго време трае процесот на намалување или на ревизија, како да го кажеме, на механизмот или услугата лични асистенти што имаат лицата со попреченост, без кои што практично не можат да функционираат. Од кога почна овој процес и дојдовте до момент да морате да го дигнете гласот? Повелете, прво Суарет, со вас ќе почнем. Коалицијата Менуваме, значи накратко би сега да направиме едно кратко резиме. Овој проблем настанува од 2024 година, од месец септември, каде што до месец септември, со самото доаѓањето на новата влада, дали пропуст направи, не направи ребаланс на буџетот, па после тоа ги оставија, едноставно ги заборавија асистентите и лицата со попреченост дека постојат и не беа испочитувани и сервисирани нивните хонорари кои што тие асистенти си заслужуваат. Од тогаш стартува овој проблем. Потоа како организација ние побаравме исто така писмено од Министерството за социјална политика да оствариме една средба, каде што на таа средба да ги образложиме пропустите кои што самиот сервис ги има. Понатаму, барајќи во средба, продолжи 2025 година, каде што продолжи тенденциозно, дали од сакани или несакани причини, овој сервис едноставно полека да пробат да го згаснат, со тоа што крапење на парите на буџетните средства. Нашата организација детектираше каде што исто така од 2025 година поднесе до Собранието на Република Македонија амандман до Комисијата за финансирање и буџет, каде што благодарение на подпредседателката господја Теренчевска беше прочитан нашиот указ и каде што утврдивме неколку организација дека постојат мањак на 160 милиони евра. Тогаш од страна на владечката партија и на министерот, тогаш беше на самата седмица господинот Велковски, беше отфрлен амандманот и беше отфрлен од страна на господјата Гордана, министерката што е за финанси, и до ден денеска кулминира со оваа ситуација каде што се обидуваат да ги крапат часовите и едноставно полека самите асистенти да се откажуваат, сервиси да пропаѓаат, а со цел да се едноставно ова услуга да не функционира и покрај тоа што ова држава го искористи целиот заем на Светска банка. Колкав беше тој заем и дали беше целен заем само за оваа услуга или за други услуги? Согласно проектот е за овој сервис наменет. Да, каде што почна од 2017 година, истиот е со време трајање до 2028 година. Со тоа што понатаму ги превзема самата држава одговорностите, каде што државата има обврска да ова го преточи во едно законско право за да лицето го стекне, но до ден денеска тоа не се дешава, парите се потрошени,
а истовремено парите ги нема, а правата полека згаснува, што за мене... За колку пари станува збор? Бака сега, не можеме никогаш тоа немам информација колку станува збор, бидејќи тука, знаете, кога станува збор за жива материја, не секој ден, нели, и секој ден не може... Точно се зголемува или се намалува, речеме, бројот на луѓето што имаат потреба од личен асистент. Во Министерството за социјална политика, така наречените водачи, они не размислуваат дека ова имаме луѓе кои што секој, туку они прим почнаа да го ограничуваат. Лани бевме сведоци, ако да речеме до 2024 година сме имале корисници од 1500 корисници на ова услуга, со доаѓањето на двајцата министри, на господинот Лимани и на господинот Велковски, на едни им се даде правото, на едни не. А тоа е надвор од светската номенклатура и надвор од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, член 19. Сметате се правена е селекција, ќе позборуваме и за тоа. Да, апсолутно, бидејќи ако немало селекција денеска, ние вечерва ќе го имавме тука министрот и заедно ќе ги одбранеша, немаше да биде. Така, јас ќе кажам дека нели имавме покани до нив, но за тоа прво со првични одговори нели да одиме. Господине Димов, имате незадоволство големо и тоа представувам не само во коалицијата Менуваме, туку и во другите здруженија што се нели представници од луѓето со попреченост. Дали очекувавте некош дека ќе се случи вакво нешто? Што за вас значи личен асистент да имате покрај вас? Ќе пробам да ви објаснам вака. Мене ми се случиле две несреќи. Првата е помалата е што го изгуби видот, а втората е поголемата што живеам во Македонија. Што значи личниот асистент? Многу. Во мојата долгогодишна кариера како слеп човек и како успешен работник и така натаму, нас во овој момент ни се случи еврејската клетва. Да имаш, па да немаш. Зошто е ова толку тешко? Кога немавме, не знаевме што е добро. Ова држава не научи што е добро, се тоа е кошта. Дефинитивно ги кошта и сите европски други земји, ама они се обучтуваат тоа право. Каде е проблемот на нештото? Значи, лани не смееше ни еден човек да умре, пошто ќе се изгуби, а сега не смееше ни еден слеп да се роди, пошто нема друга. Нема умирање, нема раѓање, Господи, ова е жива материја. Другиот момент што е многу битен. Ако ние 7 години ја користиме оваа асистенција, користиме со одреден број дел на сат, слепилото не е болест. Медицината се трудела, пробала и не успеала да допринесе. Во оној момент кога медицината се прогласува себе си за ненадлежна и немоќна, тогаш болеста преоѓа во состојба. Иако е состојба, многу теоретски разговарам, ја тврдам следно, дека видот кај нормалниот човек паѓа после 45 година. Кај ова категорија каде што тоа повредено многу одамна, многу е подрастично тој пат, многу е поекстремен и така натаму и така натаму. Добро, теоријата не е само и луѓето со другите попречености, значи не станува збор само нели за луѓе. Ќе ги спомнам и нив, нема никаква дискусија. Имаме и неподвижни лица, меѓутоа ако земете вие дека 95% од информациите ги примате преку окото, тогаш значи дека вие сте лишени за 95% моментална информација. Значи во овој момент вие имате 95% повише информација за овој простор од мене. Што тоа теоретски значи? Ние имаме два проблема. Проблемот на читање и пишување, проблемот на движење. Значи, овој првиот, на запад некој го решават. Формуларот кој што е направен таму е несоодветен. Зошто? Еве ја ќе запрашам вас како граѓани, ќе влезете во самопослуга. И ако не видите на етикетите што пише дали солна киселина и шампон, што ќе земете? Ако нема етикета. Немате представа што ќе земете. И не може тоа да се утврди. Тоа нас не се дешава. Значи, може да влеземе во продавница, ќе влеземе некако. Ама што ќе купиме? Како таа декларација, ние да ја видиме, нема шанса.
Затоа се тука нашите асистенти да ни помогнат. Па имате вие наши фамилии, било да се телесни, било... Па леп нема кој да му купи луѓе. Зборуваме за сместувачки капацитети. Никој нема ни за стари луѓе, нема ни за овие, нема за никој. Зашто зборуваме ние? Така. Ке зборуваме се тоа, ќе го дискутираме во текот на емисијата. Светлана Павлова, колку време работите? Вие сте како представник на Црвениот крст. Да, јас во асистенција работам повеќе од 5 години, да. Асистентите работат со слепи лица, со лица во инвалидска количка, со аутистични деца, со церебрална парализа, така да асистенцијата е потребна буквално за сите. Вие од секојдневната пракса нели зборувате и Јас што значите вие за асистент, вака ќе ви кажам се. Јас сум асистент на двајца корисници каде што се 100% слепи лица. Обично кај луѓето со хендикеп во практика они ако веќе дојде до склучување на брак, они земаат инвалид со инвалид, на пример без разлика. Еве на пример кај мене едниот има сопругата му е глуволице, а на другиот корисник сопругата му е во инвалидска количка. Јас сум 5 години и повеќе со нив, да не зборуваме за оние разни други болести, за тоа што обично кај лицата што се со хендикеп, претежно ке слепите лица, депресијата е многу поизразена и многу повеќе се случува за разлика од сите нормални луѓе. Зашто? Не се како што кажа господинот, не се способни да отидат ни леп да си купат. А да не збориме за во банка, за на банкомат, за на доктор, за на лекар, за во аптека, значи они мора да имаат и социализација. Они мора да се дружат. Они не се ако се инвалиди, ако не гледаат, ако се лица со хендикеп, не значи дека треба дома да седат они цело време. Значи асистенцијата кај нив е многу потребна. Ако на тоа се случи и лицето да има притисок, срцева болест, шекер и било што, тоа значи за него представува катастрофа. Сите ги имаме со годините? Со годините, да. Мој терен е шуторизари. Значи, кај нив, например, е па уште потешко за тоа што они, например, многу повеќе се разбалуваат за тоа што они пред тоа и многу пати не си ги знаат своите права што им следува. Така да моите корисници, јас сум за нив сестра. Они мене ме викаат сестро. Ти и Господ. Значи, за се што треба, јас сум нивните очи, каде и да треба, што и да треба. А и многу други работи што они не ги знаат своите права, не знаат каде да се обратат, не знаат што да направат. Асистенцијата е многу обемна. Не е само тоа дали ние ќе им купиме лепче млекце. Зашто ние да им купиме? Значи, едно одење во продавница, ако нормален човек го купува тоа за 10 минути, нас ни треба саат време. Мора да му кажеме кој артикал, каков артикал, ваков артикал, што пишува, со кој рок, која цена е. Значи, сето тоа го пипка, го фаќа го. Значи, треба време. А сега времето се намалува, ќе зборуваме и со вас, нели, подетално сега што значат овие часови што се дозволени 80 часа на месечно ниво и сега што се нели сведени на 20 до 30 часа. И 80 часа за еден корисник беа малку. И многу од корисниците и бараат да се зголема доколку е можно саатите, за тоа што не можеш секоја работа да ја завршиш. Јас верувам дека во асистенцијата сите ние тоа го работиме од љубов, од емпатија, од солидарност, за тоа што си ја сакаме таа работа. Не може секој да ја работи оваа работа, тоа е пред се одговорна работа. Никој не гледа дали се 4 сати. Па еве не ја. Мене ми се случувало да останем и 12 сати на работа. Нормално, после може и ќе се надокнадат, али мене ми е многу битно моите корисници да се задоволни, да го одржуваат здравието, за тоа што понатака мене ќе ми биде полесна работата. И нормално тие дружби што ги имаме, сакаат одат породнини, имаат роднини. Ке слепите лица, например, користат преку совесно слепи, земаат слободни карти за автобуски превоз, за градски превоз. Знаеме со автобускиот превоз како е. Па од еден крај до друг крај 2 сати нас не треба за да стигнеме на една дестинација. А сега со кратење на саатите што треба да го однесам и таму да го оставам. Не оди.
така доаѓа. Ќе зборуваме подетално за сето тоа. Инаку да кажем дека ние имавме и покана до заменикот министер за социјална политика, демографија и млади господинот Велковски, меѓутоа поради претходно преземени обврски немало да биде во Скопје за вечерва да може да гостува во емисијата. Побаравме некој друго лице кое што може да зборува на оваа тема, меѓутоа не бевме удостоени со гостин од Министерството за социјална политика, демографија и млади, побаравме и од Центарот за социјални работи преку Министерството, меѓутоа и од таму не најдоа сходен представник кој што ќе зборува на овие теми и не удостоија само со писмен став, па јас сега предлагам да го слушнеме. Во однос на часовите на личните асистенти на лицата со попреченост, ве известуваме дека Министерството за социјална политика, демографија и млади склучува управен договор со општина или лиценциран давател на социјална услуга, во кој што е определен капацитетот на давателот на услугата, согласно претходно донесено решение за давање дозвола за вршење работи во социјалната заштита. Корисници на услугата се лицата со попреченост кои што добиле решение од надлежниот Центар за социјална работа, во кој што се прецизирани давателот на услугата и бројот на часови на добивање на услугата на корисникот. Решението за користење на услугата лична асистенција го носи Центарот за социјална работа врз основа на претходно преземени процесни действија од страна на стручните лица согласно закон и подзаконски акт. Имено за определување на обемот на услугата или часовите, стручниот работник на Центарот за социјални работи ги зема во предвид следниве факти. Дали корисникот има поддршка од членови од блиското семејство, родител, старател, сопруга, сопруг, вонбрачен партнер, полнолетни деца, кои согласно Законот за семејство, член 179, 180 и 181, се должни да ги издржуваат своите малолетни деца, родители и други роднини, браќа, сестри. Дали барателот корисникот е во работен однос, невработен или пензионер, дали барателот корисникот е вклучен во образовен процес, професионална рехабилитација и други места каде се реализираат активности поврзани со извршување на образование и работно оспособување на корисникот, и дали во истото семејство има и друг корисник на услугата лична асистенција, 2 асистенти во исто семејство. Согласно податоците се проценува потребата од помош и поддршка за извршување на основните инструментални активности од секојдневниот живот на корисникот врз основа на исказ добиен од страна на корисникот на заедничката средба. Исто така се зема предвид фактот дали барателот, корисникот на услугата, користи право од социјална заштита, помош и нега од друго лице во износ од 5389 денари, додаток за попреченост во износ од 10209 денари, средства со кои може да се обезбеди дополнителна помош и поддршка од друго лице. Стручниот работник за постапката, утврдените факти и услови за стекнување и користење на услугата лична асистенција изработува наод и мислење во кој детално се нотирани сите предуслови за донесување на конкретната одлука решение. Вкупниот број на определени часови лична асистенција согласно член 76 став 2 до 80 часа месечно е еквивалентно поделен на активностите за остварување на услугата лична асистенција. Основни активности од секојдневниот живот во домот на корисникот до 20 часа, инструментални активности од секојдневниот живот на корисникот до 20 часа, обезбедување индивидуална помош и поддршка на работно место, образовна установа, центар за рехабилитација, центар за професионална рехабилитација и други места каде се реализираат активности поврзани со извршување работни задачи, образование и работно оспособување на корисникот до 20 часа и помош и поддршка во заедницата во која живее корисникот до 20 часа. Стручните работници од Центарот во својата работа ги практикуваат и скалите за проценка за определување на обемот на услуга, помош и нега во домот за лица со попреченост, во која е наведена и бодовна скала, зашто предлагаат измена и дополнување на правилникот за начинот и обемот на социјални услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција. Службен вестник на Република Северна Македонија број 264/19 во кој јасно и недвосмислено ќе се определи скала за објективна проценка и определување на обемот на услугата. Го слушнавме ставот од Министерството за социјална политика, демографија и млади, што секако не може да биде субститут на гостување во живо во емисија како што е вечерашната анализа на некој представник од Министерството, но како и да е. Го слушнавте ставот, имате нешто да искоментирате, Алиша? Вака се.
Прво, мене ме е многу жал. Ова кажува све за еден министер. Колку вреди и каква одговорност носат за овие паталци, судбини. Јас би рекол дали тоа е се наоѓаме во Република Македонија Северна Горда, ова кажува горка, бидејќи на крајот вели ќе бидат превземени действијата, они предремени Да, дека се барат некои измени, така, понатаму. За на правилникот за начинот и обемот нели на социјалните услуги. Тоа кад би био, шта би био. Прво, ако он не го презел тоа действие, ако не донесе закон, како може да си го превземе на своја рака? Втора работа. Што се смени кај корисниците на 80 часа од лани до денеска? Како министерот или министерството пресметале 20 часа таму, 20 часа таму, па што се овие? Кукли? Па ќе ги движиме лево, десно? Еве, јас би сакал сега да се надополни господинот колегата Коце, да надополни, бидејќи сепак он како постар, поискусен, поможе да каже. Ајде, повелете, господин Коце. Добро, ја бев еден од изготвувачите и на самиот проект со Светска банка, учествував и тогаш. Малку одамна памтам, не сум многу стар, но одамна памтам. Сакам да им се заблагодарам на службите на Министерството што не подсетија како се стекнува право. Ми им благодарам многу, меѓутоа ја сум го направил пред 7 години. Кога почна проектот, што значи дека и во тој момент се тоа што го каже он, ја го имам спазено као човек, а не само ја, него сите. Сите оние што се стекнале со правото, овој дел го имам спазено, значи во однос на документација на тоа и така натаму. Нејасна е целата работа тука, каде е нејасна тијата. Овие луѓе користат 7 години асистенција од 80 сати. Делете ја, сечете ја, парчете ја, па една единствена вела за Македонија и ова ви е така. Можете и да сечете да делите, меѓутоа. Некој нас треба да ни објасни, би било добро некој да имаше тука, ама нема. И сега ќе разговараме сам со себе. Каде е проблемот? Процедурата на стекнување на правото ја знаеме и ја спазуваме, доколку ги исполнуваме условите, тоа ни се случува. Доколку не, вие ќе биде одбиени. После 7 години користење на право, тоа е стекнато право, значи вие сте користеле, сега ви се десува вас, не ви треба толку, ви треба олку. Значи, не ви треба 80, ви треба 70, да речем. Што во мојата здравствена ситуација од лани до сега се променува? На подобро. А нормално е дека и со годините и со ред други работи, се влошува ситуацијата. Која е идејата на оваа држава? Нема пари. Знаеме дека нема пари. Ние сме свесни, затоа не инсистираме на повеќе. Убаво кажа колешката тука дека луѓето им треба повеќе. Им треба, и мене ми треба, ама знаеме дека сиромашна држава, немаме толку пари, ајде да пробаме да бидеме задоволни со она што ние како држава можеме да го поднесеме. Зашто ние може да збориме и за други права, например, да речеме едно слепо лице во Германија, по основ на инвалидитет, има некаде околу 1700-1800 евра примање. Знаеме, не Македонија не може да ги испорача тоа. Никој не го бара тоа. Едно телесно инвалидизирано лице па може да има и 24 часовна поддршка. И тоа го знаеме и не го бараме. Јасно ни е дека не може да издржиме така. Каде е сега проблемот што одредени луѓе од центарот стана стручњаци, не знам дали сто социјални работници, некои се дефектолози, други се тифлопедагози, трети не знам што се и не ми јасно што се, па и на лекар додите луѓе, прво ќе ве прегледат, па ќе ви констатира здравствена ситуација, дали ви е подобро или ви е полошо. Овдека, ај тие што ги викнале. Денеска историја ден тон решенија, без никој да ги повика луѓето. Бојрум те,
Ние врз база на тоа што има втелани, 80, сега ви даваме 30, 40, 50, не е важно колку. Каде се тие решенија донесени? Тие решенија се во Центарот за социјална работа преку нашиот провайдер Црвен крст, а и преку другите провайдери. Денеска им е кажано на сите асистенти да отидат утре или задутре со корисниците да ги земат. Проблем беше што на самите решенија не се става дата на прием кога вие ќе го примите решението. Без дата од решението. На решението има први четврти од тоа што ја некој решение ги прочитав. Што тоа значи? Ако и сега не им става дати, кој што не им става, први четврти формално, правно тоа решение Денеска сме 21, значи... Да, имате рок од жалба 15 дена, тоа е застарено. И никој нема да може да се жали. Ќе ги доведат луѓето во ситуација да не може да го остварат формално правно да го остварат своето право. Никој не очекува дека може и второстепената комисија ќе реагира вака или онака. Али има и други правни форми каде што ние и рачунаме дека ќе добиеме и мислам дека ќе добиеме. Јас сум убеден во тоа. Да, значи да допълнам, како коалиција менуваме. Па да и дадеме нели можност на госпоѓата Павлова. Да. Значи коалицијата менуваме, нашиот тим изработи бесплатни жалби да можат луѓето да ги поднесуваат навремено. Кога видат тоа го видува министерството, затоа почнаа вака. Тактизираа со време. Еве, дали сметате дека се вршат манипулации со датирањето, да речеме, на тие решенија? Апсолутно, тоа да се манипулира и тоа се манипулира од страна на центрите за социјални работи, кои што им е наложено од така наречените, ја би ги нарекол, не знам дали Министерство за социјална политика или Министерство за уништување на човештвото. Сега вака Не, добро, не. Добро, да, со сеќаме непријатно. Коректни во дебатата, се разбира, малку сте револтирани, малку повеќе не сме револтирани, Да. туку фактите зборуваат. Па до денеска ние, јас да молев Планина да никне, Планина ќе никнеше тука. Зашто господинот министер Ѓоко бега од средба од нашата организација? Дали ние имаме шуга? Дали имаме некој... Дали сте побарале следба, да не заборави дека и Лимани министерот, нели? Лимани и до заменик него. од Велковски. Ако отворите страницата на коалиција менуваме, најтранспарентно, најочетно сите дописи поднесени уредно се објавени на нашата страна. Господинот Ѓоко, освен да бега, ништо друго не знае. И затоа би сакал да замолам од тука, време е да си одат и сакам да повикам на медиаторство од страна на владата на Македонија и на премиерот. Затоа што јас не знам дали премиерот е известен што се случува во министерството. Министерството е претворено во дуел компанија, не во Министерство за социјална политика која што треба да се грижи за правата на лица со попреченост. Вака, решение на колку време се добивате? Решенијата секоја година се обновуваат, но по мое не треба така да биде. Затоа што треба трајно да му се даде, како јас имам наод дека сум трајно слеп, така и тоа треба да биде дефинирано услугата. Мислите од случај до случај треба, еве, кај што Согласно. смета дека можеби некаде ќе има подобрување Во на зависност здравствената од состојба, здравствената така, затоа состојба, велам, тоа да. така се третира. А кај некои нели Обично личности би требало асистенција, така. Кога се работи за асистенти, за да се добие асистент, лицето мора да биде примател на мобилност на слепило. Тоа се слепило се зема со 98, 99 и 100%. Значи тука веќе нема подобрување на состојбата. А кога се конкурира за асистент, а се конкурира исто во ЦСР и кај провајдерот. Еве кај нас во конкретниот случај Црвен крст. Сета таа документација на база на лекарски наоди проверена. Кога одиме на спојување, Црвен крст е еден од провајдерите, да речеме, Еден од толку рекоте во провајдери. Македонија. 120 даватели на провајдери, услуги. даватели на да, услуги, ама така. кога се спојува асистент со корисник, тука е присуства член од ЦСР и член од Црвен крст или од провајдерот тој што спојува. Така. Значи тогаш се даваат тие 80 сати, а корисникот што бара асистент си кажува точно све што му треба за работа и они тогаш му ги доделуваат тие 80 сати.
Јас сега не знам на кои принципи, на кој начин дојдоа до таа проценка дека треба да се намалуваат заплатите. Ова прв пат се случува во овие години од 2017-та. Прв пат сега се случува. Мислам почнувајќи од минатата година, рековте дека дел минатата година. Секоја година се потпишува договор измеѓу провајдерот, корисникот и асистентот. Еве ќе спомнам Црвениот крст, пошто јас сум представник од таму. Вие сте од таму, да. Секоја година се потпишува нов договор, али тоа е интерен договор со корисникот. Решенијава сега што излегува се од ССР. До сега ваква работа нема. Сега ова е прв пат. Така, од Центарот за Социјални социјални работи. Да, ама не е Центарот за социјални работи крив, тука Министерството за социјална политика го прави. Ова им ги дава насоките, затоа што на крајот од денот вели, кој ќе го земете решението, вика, право на жалба има да поднесе до Министерството за социјална политика, не вика до Центарот за социјални работи кој што демантира понатаму. Јас би сакал вие, господи Милена, се сеќавате ние пред 2 години кога протестиравме, кога баравме 160 часа да биде, согласно законот. Да. Јас би сакал да ги потврдам и господинот министер кој што не е тука присутен и господата од ДПМН како не викаа во собранието и они се сеќавате како они буквално дадоа поддршка да ни се зголемуваат часовите на кога беа во опозиција на лицата со попречност, а денеска им паднаа маските и ги крадат на луѓето часовите на место да ги... Причината која е? Овде се наведуваат врз основа на кои причината знаете која е? Еве, дозволете. Да скратиме во интересно се време. добива колку или Вака, се јас ќе ви одредува, кажам. дали 20 или 30 или 80 часа. Дали е наведено во овие решенија, предпоставувам ги зедовте вие, добивте решение вие или ги имате решенијата добиено, вајде, предпоставувам се наведува причината бидејќи во ова што јас го добив во интерес на времето. Не се наведува причина, нели. Така, сега јас ќе ви кажам целата вистина. Која е причината за намалување на... Значи, прво, во Министерството за социјална политика се случи да преку ноќ се појават нови провајдери. Согласно правилникот на Министерството за социјална политика, провајдер или давател на услуга мора да биде здруженијето најмалку 3 години или 5 години да има искуство. Да работи во таа област. Добро. Во моментот ние имаме 2 провајдери кои што влегува да работат наводно. Ние имаме веќе доказни постапки, но за тоа ќе ги поднесеме до обвинителството, каде што тие 2 провајдери не се регистрирани оваа година и им е дадено лиценца без согласност и без закон. А најтрагично, за да биде сето тоа многу интересно, се украдени податоците од лицата со попреченост и тие провајдери, како кол центар, им се јавуваат на луѓето и велат дојдете, предете во нашиот провајдер. И значи они, извинете вака, јас ова така го толкувам, ако така нека излезе министр. Добро, велите, тврдите дека се украдени податоците, тоа е големо затоа што располагаме. Не, имаме докази, членови кои што им се јавувани од одреден провајдер, кај што имаме за тоа и одредени докази, што за тоа ќе го ставам, затоа ние побаравме средба да го запознаеме министерот, затоа што министерот со еден од тој провајдер има конференција на 26 мислам дека беше јануари или 8, не чинам, не ме паѓа збор, вели, градиме капацитети и подобрување на сервисите на услугите, за да од тој провајдер лицата со попречност ги нарекува пациенти. Прво, ние не сме пациенти. Дали така они на таа конференција научиле нешто? И тоа, господинот министер, затоа јас не знам зашто не тука, кога пролистат ќе си видите вие со кого он се стикал, како го објава тоа. Но затоа не сакам многу, затоа кога ќе дојдем поише ќе го споделиме, но сакам да ви кажам. А што се случува со старите провајдери или досегашните провајдери, како да кажеме, на стари сите им се крати, за да може на овие ново настанати провајдери ЕЦС и нова провајдерот, еве вака, 2 провајдери се, да може да функционираат и да земат пари. Знаете зашто? Затоа што пак се навратам јас во 2025 година. Коалицијата менуваме кога поднесе за ребалансот на буџетот
до Комисијата за буџет и финансирање. И подпредседателката Тренчевска, кој го читаше нашиот указ, тој ги отворили, затоа што ние објасниме дека со 12 милијарди денари, видели ги ако не знае математика, не знае да му објаснам, со 12 милијарди денари, вие не можете да финансирате 45.000 корисници на туѓа нега, не можете да финансирате 35.000 корисници на гарантирана минимална помош, не можете да финансирате 22.000 лица со попреченост кои користат право на попреченост од детска и цивилна заштита, не можете вие да финансирате центри дневни и овие сервиси со 12 милијарди денари, ве молам, кој што како коалиција и тогашната пратеничка и подпредседателка на комисијата и му го објасни, му го нацртавме со графикон со све. Зада еве го денеска прилогот. Затоа министерот го денеска го нема тука. Затоа што он тоа го доби на писмено на мејл. Еве слободно еднакво. Јас знам дека тој не е надвор од Скопје. Не гледал. Добро, нас не беше така кажано, ние мораме да кажеме онака како што ни беше моите кажано. избори велат дека не, во чајер, толку. Да. Добро, еве, рековме дека се намалуваат часовите, досега велите вакво нешто не се случило. Дали сметате дека ете баш оваа смена на едни со други провајдери дека е причината за сето тоа? Еве, Не знам јас за провајдерите, јас сум по Црвен крст. Така. Таму беше обукато, таму би беше... Така. А вие што мислите, господин Димов? Прво мислам дека, што кажа човек го кажа, меѓутоа проблемот е пред се финансиски и можда малку покажување на неразбирање на одредени работи од страна на некои стручни лица, вработени по центри за социјални работи, пошто проблемот ми има некаква симптоматика, мене лично. Овој дел сократењето се однесува посебно на Источна Македонија и Скопје. Западната Македонија е малце позаштитена, од кои причини, од какви причини, ја не знам. Можда и моите информации не се целосни, па оставам резерва, некакво извинување ако грешам. Источна и Вардарска Македонија е касапница, Западна Македонија така, подобре од нас, каде. Проблемот е, прво, ако зборе преска спомнавте решенијата. Не знам дали сте добиле нели решенија, бидејќи рековте... Јас лично не сум добил, ама сум прочитал барем 5. Јас преку 200 имам. Од формално правен аспект, сите правници што ги читат, ајде, да употребам некој добар збор, да не кажеме лош збор. Јас би рекол антрополошка неизбежност по конзумирање со пасовилишка. Значи, не се повикува на ниеден правен стил, практично, и ако сакате да се жалите, немате на што да се жалите. Нема никакво објаснување. Немате ни објаснување. Значи причините не се наведени зашто се... Нема никакви причини, господи, нема ништо. Празно, шуплјо, по сите основи. Јас сега ќе најавам пауза за реклами, па продолжуваме реклама. Почитувани, продолжуваме со 24 анализа, зборуваме за проблемот со намалувањето на асистентските часови за лицата со посебни потреби. Господјо Павлова, што значи од 80 часа да имате на располагање, зборувам како асистент, како помагател, како давател нели на услуга на едно лице со попреченост, сведување на 30 до 20 до 30 часа месечно, како што е сега. Јас ви кажав и прегеска, никој од асистентите не ги брои дали се 80 часа. Има асистенти и лично ја и многу други што ги познавам. Секој корисник е приказна сама за себе. Секој корисник си има своји потреби. Они едноставно Еден со асистент помош... колку лица покрива? Двајца. Да, двајца. Тоа е максимумот. Доколку е невработен, ако е вработен, само еден. Добро, сега обично јас сум невработена. Да, согласно со часовите, точно е. Они буквално со асистенцијата видоа подобар живот, подобра социјализација. Нешто што го немаше пред 2017 така, откако не нели, немаше ваков проект, да речеме од Светска банка. Кога ќе ти каже корисник, ти да не беше, јас ќе умрев до сега. Значи тоа све значи. Значи, они се буквално зависни од нас. И ако треба да се пие терапија, ние се јавуваме, кажуваме кога треба да ја пие терапијата, доколку нема фамилија.
Има колеги мои што имаат корисници што се сами без родители, без мајка, без татко, без фамилија, сами живеат во 4 ѕида. Сега замислете на таков еден корисник да му се доделат 50 сати. Па добро, тоа се 2 часа, 2,5 часа во денот. Што ќе прави тоа лице останатите 22 часа? Не може само да излезе слепо лице, не може само младо дете, треба да се социализира, треба да излезе. Значи, асистентите во секој случај се потребни и корисни. Мислам, за тоа и таа постои асистенција, за тоа се и тие обуки. Едноставно, самите корисници видоа многу подобар живот со помош на асистентите. А сега буквално им ги кратат саатите. Едноставно ги враќаат назад. Да речеме според потребите на лицето што го чувате, или самото лице си кажува, па вие во пресек на... Ајде да пробам ја, имаме... Или има правила, бидејќи не слушавме, нели, 20 часа дома, 20 часа надвор... Дозволете, не може да биде 20 часа дома, 20 часа надвор, за тоа што можда лицето сака да оди од еден крај на друг крај на Скопје за било која потреба и тука се губат многу часови. Значи, во правиме ние изготвуваме 80 часа месечно, тоа е дневно 4 часа со еден, 4 часа со друг. Ама лично јас, моите корисници се дружат и заедно. Мене ми се дешавало еден корисник да заврши во болница, ја да останам 12 часа со едниот, му се јавувам на другиот, пошто другиот и можда и нема толку хитна работа. Али за тоа ќе надокнадам следниот ден. Сатите ќе бидат исполнети. Значи, многу е убаво кога и корисниците, например, доколку има еден асистент, 2 корисници, и да седнат и заедно и кафе да пијат. Тоа е многу подобро. Комуникацијата меѓу себе, дружбата, социализацијата многу значи. Вика, извини да те дополнам. Значи, прават неделен план што ќе работат со корисниците. Извини, ама и тој неделен план може да претрпи измени во Што дадена тоа значи? ситуација. Заедно, не. Асистентот заедно со корисниците. Така. Значи, Со промени, тоа, за не дај Боже, нешто ние ако се случи мора во да тие. знаеме што ќе биде. Вие, господин За Дилов, користите личен користам, асистент, да. така, еве. Значи, ја мора да знам што ќе биде следниот петок. Не идеално. Па може ќе убрам бе луѓе до тогаш, од каде знам? Тоа е менлива категорија. Тоа е тоа што моето размислување, да, извештај, точен, прецен, се согласувам. Па кој од нас може да предвиди што ќе се случи утре? Еве ја прашам, вие сигурни сте што ќе се случи утре? Никој човек не знае тука. Затоа е кажав со можност на измени. Да, ма он Дај Боже наметна, да само да надополнам. Направија администрација и администратори и од нас и од асистентите, само листови, хартопови, хартија да се трошат. Да, треба еден извештај, водете. Ама постоеше извештај, значи Times има каде. Постоеше бе. Си постоеше извештајот, во извештајот имаше Chic Times. Си постоеше каде што му се кефна на министерот во управните договори, веќе се вратиме бидејќи управен договор не се публикуваат. Може би е пропуснал одредените провайдери што не се консултирале со нас како организација која ги застапува правата на лица со хендикеп, тука гледам вина и на провайдерот. Не можам да ги правдам, бидејќи на крајот од денот, ако ве корисници не се, ни провайдерите нема да бидат. Таа е заемна услуга. Што се случува? Во управниот договор од оваа година за прв пат, замислите, наметнале асистентот да достави однапред 7-дневен план. А за тоа збориме? Тоа не сме така. Затоа што кај да знам, можете мене ќе ми треба за лекар да идам. Може би ќе ми се случи, не дај Боже, нога да скршам или слично. Провайдерите кои што 7 години работат на ова поле, мене ми е многу жал што ова не му го кажале на министрот, дека они имаат фокус групи, се собираат, па што ќе правиме со корисниците, како сервисот да го подобриме, си постојате објавено се културно. Зашто ова не го укажале? Затоа што во извештајот дава насока, вие во извештајот имате неделен, дневен и месечен. Каде што јасно во Chic Times кажува што и како е направено.
Они што направија, а ова добро, а мај се дополнително ќе измислиме, ќе дуплираме работа. Што мислам тоа само за да обремени, како што рече господинот Димов, административна работа. Прво, личниот асистент, значи јас никако организација пак ќе кажеме, ова не е административна работа. Туку ова е право кое што треба да го користат лицата со попречност. Пак ќе кажам, јас нема да им се спедам на нивниот правилник, затоа што тој правилник не може да биде повисока инстанца од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, која е освоена на меѓународно ниво и кој што во нашето собрание 120 пратеници со факултативен протокол ја гласале и членот 19 јасно ги има дефинирано буквално овој. Но нели и законот за социјална заштита исто. Видите, тоа спаѓа, мора да спадне во некој закон, Така. во социјална заштита. Тој како што кажат они во член 86 став 2, ама пак ќе кажам, они ако веќе членот го гледаме, па тогаш бе добро бе министер, толку кога сакате. Во членот 86 ви имате таму каде што ви пишува вели, давател на услугата може да биде личен асистент. Вие што имате тука? Давател на услугата се сервиси. Да не мора да се сервиси, туку личните асистенти. Тачно, кој тука сега го прекршува правилото? Велат, како ја злоупотребуваат лицата со попречност? Не ја злоупотребуваат. Ја злоупотребуваат тие таму во министерството и во центрите за социјални работи, каде што ви имате во центар за социјални работи, извинете вака, раководител на овој сектор, а има провајдер. Кој сега тука... Да се вратиме на темата. Така. Остае работата. Добро, тоа се е веќе Суштината на системско нештата како е нели определено. Мислам дека целокупниот проблем во најдобар дел е недоразбирање. Јас, меѓу нас како корисници, меѓу Министерството. Зашто? Така, дали сте побарале средба досега за да го образложите Средби ова? милион господи разговараме Имало со слепи глув. така, да. Па ако може слепите глуве да разговарат, имало веројатно. Така разговараме и ние со нив. Значи, За сега да се соочите со овие решенија, нели, што се делат? прво, ние за овие решенија не бевме ни информирани, не ни знаевме. Барани се одредени барања и за прием и за разговори и така натаму, по основи на други работи. За решенијата сега удри гром од ведро небо. И тргна работа како тргна во задниве 2-3 недели, нека не ме држа за моја да се колку со 30 март. Да, 30 март, добро, 2-3 недели. Средба не е направена. Во рамки на собранието на Република Македонија е направена една средба. Да. Имаше некои обетување од таму. Ќе видиме што ќе се деси. Нашиот народ кажал до бекање куќа не паѓа, ама не се не гради. Ке почекаме, ке видиме кај развој на ситуацијата како ќе оди. Ние како група граѓани, инвалидизирани лица, не сме спремни да застанеме тука, спремни сме да одиме понатаму. Што значи тоа? Тоа значи дека сите системски формално правни институти во Република Македонија ќе ги искористиме да дојдеме до своето право. Доколку до тоа не дојде, постојат и меѓународни институти и правни форми кои што може да се искористат. Дали сте се обратиле до Светска банка како давател на грантот, да речеме? Да, значи утре коалицијата менуваме заедно тука, што не гледа сите нас и многу други корисници и асистенти. Ќе одржиме пресконференција 5 до 12 во Домот на хуманитарните организации Таре Чамбас. Така. Од тука сакам да апелирам до сите медиуми да се консолидиризираат кон нашиот проблем, да бидат нашата светлина во темнината и глас во тишината. Повод за пресот е... Пресот, значи утре на самиот прес, еве кратки детали, ќе бидат во делот да се вратат, да се повратат часовите назад, како што беа решените на корисните по 18 часа, да се исплатат паричните средства за месец март, бидејќи време каснат. Тоа е 2 и 3 бараме средба со премиерот на Република Северна Македонија да оствариме средба
а во рамки на неговите можности, доколку не, нашата организација најавува жешки денови во мај месец, тоест сакале некеле, ние не сакаме да се доведеме до оваа ситуација, да излегуваме на улица, затоа што сме лица со попреченост едно друго, но нашиот избор е сите заедно сложно, заедно со нашите асистенти, излегуваме на улица, а и меѓу тоа, меѓувремено ќе ги известиме и меѓународните организации. Исто така, коалицијата менуваме во текот на утрешниот ден ќе поднесе барање до Светска банка и ќе побараме средба во однос на овој дел и на средбата да присуствуваат и представници од Министерството, бидејќи искрено кажано ова не е добро, ова само кажува дека една држава вреди оно кој што се грижи за безпоможните. А во моментот не се грижи. Во моментот едноставно системот е со посебни потреби. Дали имате поддршка од другите здруженија? Да, Што се исто да, сакам да се заблагодарам. Така? Да, имаме, Сите утре сте имам сте присутни солидарни. представници од другите од другите даватели на услуги и сервиси, и тука не застануваме, ги охрабруваме и сите тие здруженија. Ние знаеме дека одредени здруженија мора да ќутат заради проекти, заради ние тоа го знаеме. Но затоа нашата организација се сведува на лицата со попреченост. Да не бидат лицата со попреченост трговска марка за одредени здруженија да можат да екзистираат, бидејќи извинете вака, ова е доведено, системот е постан за да некој го третира како што го третира до сега. Добро, суки, наша желба е значи да дадеме на институциите на власта дел од ова недоразбирање кое е настанато сами да го поправат. Лесно ќе се обракаме ние секаде, меѓутоа да имаме резервна држава, па си отидеме, од тука е во ред. Но ние немаме друга Македонија, ни една. Мора да се потрудиме, значи, прво да се издајме шанса на сами себе си. На нашите институции, на нашите власти. Па понатаму. Здрави. Павлова, еве, што мислите, дали натаму ќе бидат лицата како вас асистенти мотивирани да работат со овие луѓе, ако работат само за 20 или 30 часа месечно? Во принцип, колку е еден час, како ви се плаќа? Колку е еве личниот доход што вие го земате со 4 часа дневно? Па од 331 денар на тоа се плаќа персонален данок, провајдерот зима некој процент, некаде околу 258 денара доаѓа час за нас. Значи на месечно ниво да речеме со 80 часа треба се да рачунаме, да. Да, па за израчунете колку доаѓаат. Еве, 100 часа, 25 и 800. Околу 20. Не сакаш да работиш за 30 часа или некаш? Минималец Не, затоа викам што ќе значи тоа... Па, поголемо. Ќе нема мотивација. Без разлика колку асистентите се стручни, емпатични, колку си ги сакаме ние корисниците, колку сме нели да помогнеме, доколку нема друга работа, еве например и ја лично, многу други како мене, сме се определиле на оваа работа да ја работиме за тоа што пред се ја сакаме. Ама нормално тука треба да се однеси некоја пара дома. За нешто помалку од минималец со 100 часа во месецот, никој тоа не би го издржал. Колку сте вие асистенти, мислам... Во Црвен крст сме 100 асистенти сме ние. И работите во град Скопје, предпоставам? Да, град Скопје, да, и околината. Сега зависи кој каде има корисник, од која населба е. Ги опаки преградските. Да. Цела околина, цела скопска околина. Сега кој како се нафатил, кој од каде е. Еве, дали сметате дека е доволен тој број за потребите што ги имаат луѓето со попреченост? Не. Еве, лично јас можам да кажам за мене, 80 часа со едниот и 80 часа со другиот, мене, мислам, им беа малку. Ако правиме така муабет, 160 часа е нормално работно време. Реално, месечно. 160. 4 часа, 4 недели по 40 часа неделно. Средствата што ги зимавме, горе-доле се, тие се можностите.
Јас не ги гледав дали се 8 Вие, часа значи, дневно. Го сецкате едно работно време, 8 часовен работен ден, нели? Го сецкате по 4 часа на две лица, на две особи. Така би требало да видам, а тоа е секогаш по потреба спрема потребите на Рековте корисниците. дека Да. некогаш и повеќе сте седеле, така, во зависност Не од само потребите. јас, сите Сите мои други, колеги. да. Сега 100 асистенти има и што се вработени, например, во други фирми, имаат по еден корисник. Тие што не се вработени имаат по 20 корисници. Различна е потребата на корисниците. Можно и да е некој невработен, да има еден корисник, ама ако е стварно во тешка ситуација, тој еден корисник и каде што не може да постигне 4 часа, останува 5, 5,5, 6 часа, од негова емпатија, добра волја, солидарност, желба, значи, мора да им се помогне на тие луѓе. Они имаат, еве, ќе кажеме, хендикеп. Они не се криви за тоа. Дали е вроден, дали е стекнат, без разлика каков. Никој не знае утре што ќе се деси, што ќе се случи со нас, со годините натака. Се може да биде. Значи, они ги добиваат асистентите, гледаат подобар живот, подобра функционирање во секојдневниот живот, подобра социјализација, па што се вика да седнеме негде у кафичи кафе да пиеме. Тоа е доживеј за нив. Они пред тоа го немале. А кога ќе влезеш ти кај некој корисник во куќа, ти веќе со неговата фамилија, без разлика, сега кај мој се само жените, и они се инвалиди. Значи, ти не можеш да јас сега со мојот корисник ќе работам, а жената инвалидот ќе ја оставам. Не можеш, значи, ти си таму, те викаат сестра, како те гледаат како светиња некоја. Ако ви кажам дека и кај едниот и кај другиот мене која ми ги скратија часовите, па накнадно одев, ги носев по доктори, притисоци им се качува и шекер им се качува и вика леле се што ќе правиме. Ја ќе умрам, ми вика едниот. Нема да умреш. Ние сме сепак 5 години и нешто заедно. Дали е празник, дали е сабота, дали е недела, дали е неработен ден, ние обавезно се слушаме за добро утро и добар ден. Што ја верувам дека и кај другите асистенти е тоа. Значи, нас ни почнува без разлика, станува се јавува и вика добро утро, добар ден. Сега зависи кој како станал, нели? Да. Значи, не се само работно време стрикно како што се оди на работа од понеделник до петок, од 8 до 4. Тука и споделување на судбина, тука се емоции, тука се чувства и сето тоа треба да се издржи во рамките, нели, на целата таа. И ако има уште некоја работа, терапија, например, по шема, по нешто било што, напише сега, напише после, напише за 2 сати. Да. Господин Димов, како функционира луѓето со попреченост пред овој проект од Светска банка? Како функционира? Како мора? Секако дека се функционираше она како што се можеше, преска исполнов. Значи, прво, градот беше многу помал. Многу помалку сообраќај. Многу, сега градот е здивен. Начисто, ајде се надеваме со ова Safe City, како се вика, некој ред да се стави, иначе беше катастрофа. Имаше еден филм на неред на Сутјеска и Попот. Вика, Господе, ако ти има помага, ако не, ние идеме напред. Попот. Значи, ние ќе ви се деси трагедијата, ќе седнете 3 дена, ќе се исплачете на живо и ќе мора да продолжите што по-нормално. Колку тоа може да се каже дека нормално е релативно, меѓутоа сите ние продолжувавме, немавме друг избор. Функциониравме, ние во социализмот бевме сите вработени. Значи, превредувавме, бевме корисни и така натаму, и така натаму. Јас сум пензионер, например, да речеме. Ако не знаеш подобро, тоа што е, го знаеш, тоа ти е најдобро. Каде е нашиот проблем? Тогаш кога не знаеме. Не знаеме како и немаше подобро, тоа беше најдобро. Сега кога има подобро, ние се тркаме. Вие ќе трчате по оној што е пред вас или ќе го сочекате оној што е зад вас. Нормално е. На запад
лични асистенти. Тоа сакав да прашам за личните асистенти на Запад, Ја ќе ви веројатно и кажам, Шведската банка утврдувајќи дека тие се толку потребни во држава Значи, во во одредени држави дури да и сопругите додели таков на грант. слепите им се лични асистенти затоа што она живее со него и е 24/7. И тоа државата го прифака и нормално се функционира таму, например, речеме, И ги плаќа. на другар ми Емил, жена му од Словенија, му е асистент. И тоа кај нив ниту е превара, ниту е ништо, кај нас ке не социализирале асистентите, немале да социализираат жените. Значи, моето видување во зависност од потребите на фамилијата на кој дали може, дали не може, некој се двајцата, некој се ова и така натаму. Тоа треба се базира према потребите. Ја не тврдам дека Светле кажува голема вистина. И да, така е. Имаме и во Македонија и рурални средини, и вакви, и такви. И луѓе што сами живеат, особено со овој Па, наплив нели на многу заминување во странство или Дефинитивно дека е сами така, се- али добро. Како год да е, имаме и некој напредок, значи електрониката во некој работи решава. Значи проблемот на движење не може да се реши никаде во свет, секаде се импровизира и тоа од лошо по лошо импровизирање, пошто тоа не може. А иначе другите проблеми некако ги решававме. Сега е проблем што поголемиот дел наши луѓе и не работат. Заден проект на вработување што сме имале за инвалиди као држава беше за време на Никола Груевски пред 15 години. Тоа е тоа. Еве јас ке се надоврзам. Така, и не, од тогаш немало велите за вработување на Нема. на лица со Почнав да работам со моите корисници, тие беа во тотална катастрофа. Не на времено одење на доктор, за тоа што нема кој да го однесе. Сами се, со сопругите. Така и се бираат асистенти, се даваат на такви лица каде што стварно нема фамилија и нема потреба. Ако има голема фамилија, тоаш фамилијата некој ќе се најде, ќе си води сметка за тоа лице. Не е Како така, што не беше. е така. Не е така. Да, ма ако Не се сложувам, јас не се сложувам, ако тоа зошто мене мајка им не оставила во дом, па значи не. Од Значи, Црвен види, крст е обично заедно со ЦСР така се Не, бира. не. Тоа имаат Не, асистент. тоа не. Не можеме. Не можеме, знаете како. Ние Ама. како држава имаме превземено самостојно живење. Така е. Ако е самостојното живење, не може брат ми да ми биде самостојно Не живење. зборам за брат, зборам за жена, деца, сна и внуци што се во иста куќа. Тогаш Се асистент согласувам. не им следува. Не им на дава запад тоа. им Зашто да дава. не им дадат? Па не им дава Ама за зашто тоа да не им што... дадат? Ја вака, дозволете вака се да За тоа што Ајде, дозволи- бидејќи на крај да сме се некај, надополнам. Прво. Веќе на крај сме Да, со емисијата, прво. да. Правото. Рековте и дека ќе обжалите на комисија за заштита од Да, дискриминација, веќе се мислам обжалени. дека веќе обжалено е, веќе го Сите обжалите тоа. носат, да. Значи да дозволете ми вака сега. Да. Што кажете кој готово Да, завршено. или не се знаат работа во Центар социјална работа или не сакаат да не слушнат. Вака сега. Правото на стварувањето на асистенцијата прво е врз основа на наоди мислење. Понатаму изјава за немање доживотна издржка. Да најдеме на понатаму. Понатаму, вие во барањето кога идете, кога поднесувате, зашто во барањето не пиша колку чена вие живеете се во семејството? Не. Ти го добиваш правото врз основа... Како лично, како персонално, така, врз да. основа на попреченоста. Втора работа, која е таа градација да се работи на едни 20 на 30, кога според светската номенклатура не сме да се врши дискриминација на попреченост. Бидејќи, ако е за така, тогаш дајте семејно материјално да вадиме, дајте ова. Туку правото е сведено врз основа на здравствената документација. И ништо повеќе. Така, точно. Понатаму, само да објаснам. Евалуацијниот тест, што го прават? Прво, ние не сме болни од Алцхаймер. И не сме душевно болни. Тој тест им е од 42-га. Тие, кога веќе они се прават многу паметни, зашто не го прилагуваат спрема попреченоста? Бидејќи лицата со телесна попреченост се други потребите,
кај листата со оштетен вид се слепите Така се. рековме треба да се прави нели дистинкција каква Така, попреченост. многу моментот. и такви Тоа потреби, го да. нема. Сите И затоа прашања како се коалиција за ме сите имаме сите исто. нема да застанеме тука, ние ќе продолжиме да ги дадеме нашите предлози во најможен интерес, во наш интерес, бидејќи јас сум со попреченост. Моите родители што ме создале, што ме растеле во дом, биле слепи, па и коце со попреченост и значи ние мораме да се бориме. И нямаме ни друга држава и од тука нема да застанеме. Ако сака министерот да направи нешто, да смени, прво нека ја прочита конвенцијата, во конвенцијата за правата на лица со хендикеп вели вака. Правата на лица со попреченост ги представува лицето со попреченост. И има една парола за крај вели: ништо за нас без нас. Така. Добро, благодарам што бевте дел еве од ова издание на анализа, на 24 анализа. Соопштивте дека утре одржувате пресконференција. Да покануваме да биете наши Така, гости, ви сите благодарам медиуми на ги поканата. покануваме. Така, сигурно дека и ќе присуствуваат медиумите, како впрочем секогаш што нели известуваме за вашите и успеси и добри работи, меѓутоа еве и вака помалку добри или неубави нешта, да се надеваме дека сепак државата ќе застане малку, ќе размисли и ќе излезе во пресет на вашите Видите, не сакам барања, цела што се вели. држава да активам, Ете значи така. одреден министерство. Државата, зборувам институциите што се задолжени за вас, за тој дел. Благодарност уште еднаш и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.